Цивил медија. Секој утро ни е добро утро со Сашо Јордановски на civilmedia.mk. Добар ден, господине Јордановски. Повелете, нема некој посебно најава за вас, сите добро ве знаеме. Јас се надевам дека и овој пат ќе останете, сигурно сум, силен печат на конференцијата. Ман се понадев Канал 5 си замина, ама неам таа среќа. Џабир стално ми ја дава таа улога јас да правам политичка анализа. Таа е моја анализа, не е на Цивил, се разбира, и моите ставови не се образувачки кон Цивил. Меѓутоа, јас морам да говорам малку и за слонот во продавницата со кристал, бидејќи моите колеги настапуваат и од официјални позиции кои што нели ги објаснуваат и официјалните ставови на институциите што ги представуваат. Гереевски во право, Македонија и на овие избори влегува со висока доза на конфликтност. Не е тоа ништо специјално така само за Македонија, ако малку ги следите изборите во Израел, да не ги кажувам турските избори, европскиве избори што следуваат, Брекзитите, Трамп и така натаму, целиот свет е доведен на работ на нервите. Влоговите во политиката се огромни и тие често се врзани и за тоа каква ќе биде персоналната судбина на тие што учествуваат на изборите, кои губат или добиваат, и секдека во светот се повеќе е политиката zero sum game. Тие што победуваат зимаат се, тие што губат губат се. За да дојдам до поентата што сакам да ја направам, мора да направам една анализа на тоа дека на овие избори сепак имаме две страни кои што со малку поинакви влогови влегуваат во изборната трка. На една страна се наоѓа власта, на кој е важно да победи на изборите, заради низа, како што таа ги нарекува, стратегиски цели и така натаму, но кое што и кога би ги изгубила изборите председателски, веројатно ништо персонално внатре во самата владеачка структура нема драматично да се промени, а ниту пак лидерот на таа владеачка структура, господинот Заев, нема да претрпи, веројатно, барем во некаква догледна иднина, проблематизирање на неговата лидерска позиција во партијата и во државата. Може да се разговара потоа за вонредни парламентарни избори, но таа ситуација сепак ја контролира најмногу СДСМ, тоа значи господинот Заев, и одењето или неодењето на такви вонредни парламентарни избори ќе биде политичка одлука која што ќе донесе власта, која што велам ќе остане да биде власт во државата, без разлика што ќе се случи сега непосредно на председателскиве избори. Тоа не е ситуацијата со опозицијата. Опозицијата на овие избори не влегува само со амбиција да победи на нива на председател, туку буквално, веројатно, и да преживее персонално во составот на раководството на опозицијата. Ти имате една многу компликувана атмосфера таму, практично имате ситуација во која што де-факто председателот на опозицијата, господинот Мицковски, не ја контролира целата партија, не ја контролира ниту целата пратеничка група. Тие се во тек на сложени се уште процеси судски, во кои што на многумина и од самиот врв на партијата судбината им зависи од тоа што ќе се случува со актуелните преговори околу реформите во правосудството. И на нив победата или губењето на овие председателски избори многу повеќе и персонално, не само политички, ги допира. Тоа е ситуацијата во која се наоѓаме. Поентата што сакам да направам е следна. Јас до сега не сум видел ниту едно истражување на јавно мислење, вклучувајќи и овие што допираат и што се објавуваат од опозицијата, а мои колеги кои што се занимаваат со тоа, велат дека не постои такво јавно истражување во кое што опозицијата победува на изборите. Значи, еве и некни се објавија некакви истражувања на јавното мислење, кои што мислам дека ги читав на Република, кој што е еден портал близок до опозицијата, каде што Пендаровски води 2%. Разговараме за првиот круг и разговараме за исклучени албанци, албански гласови од скорот што би го освоил Пендаровски. Еве да речеме дека прво имаме уште цели 2-3 недели, а во политиката 2-3 недели се голем период. Може се што да се случи, јас не велам дека не може да дојде до одредени претумбации во цифрите и така натаму, но доколку продолжи оваа инерција по која што сега се одвиваат предизборните активности со прогнозите за изборните резултати во првиот круг,
ние ќе се соочиме со ситуација во која што опозицијата ќе треба да реши што да прави во вториот круг, бидејќи најверојатно уште во првиот круг ќе добијат цифри од кои нема да бидат задоволни. Во вториот круг предпоставка е дека тие цифри ќе излезат само уште полоши за нив, бидејќи сепак овој напор многу доблесен и многу политички коректен што го прави господинот Блер им река, на крај веројатно бидејќи според сите предпоставки нема да влезе во вториот круг, голем дел од тие гласови ќе бидат, па би рекол, веројатно и над 90% на располагање на власта. Тоа е друго дали тие гласачи сите ќе гласат и како ќе гласаат, но предпоставя дека многу мал дел од нив, кога би го немало Блер им река, би се определ за госпожа Гордана Силјановска-Гавкова, а не за Пендаровски, доколку реше да гласаат. Моите колеги кои што долги години се занимаваат со проценките на овие цифри изборни, иако јас генерално мислам дека е здраво да се негува една резерва кон јавните анкети и истражувањето јавното мислење, бидејќи секаде во светот и во Македонија луѓето необично многу лажат. Јас сум по академските некакви квалификации, сум и социолог, и ова што се случува наназад 10-15 години, имате неверојатно висока цифра на луѓе кои што лажат при одговарање не само во Македонија, во цел свет, и се однесуваат ирационално. Кога велам, тоа се негде кај 20 и над 20% од луѓето. Но, доколку се следат со сите, како да кажем, акомодирачки техники овие прогнози, веројатно првиот круг ќе заврши со некаква разлика која што во најминимална форма би била околу 2-30.000 гласа, во максимална форма била негде околу 90 до 100.000 гласа предност на господинот Пендаровски. И гледайте сега, доаѓаме до дилемата што да прави опозицијата за вториот круг. Дали да отиде на избори во кои што очигледно дека ќе биде дека ќе ги изгуби, и со тоа ќе направи од една страна легитимација на следниот председател кој нема да биде од нивниот кандидатски ред, значи господинот Пендаровски, од друга страна ќе направи една голема доблесна политичка работа, тоа значи да ги заокружи председателските избори, кои што, како што слушаме, се мощни важни и за нашиот напредок кон Европска унија и НАТО, или ќе реши да си ја спасува кожата, особено вклучувајќи и кожата на оној што седи во Будимпешта, а кој што е очигледно силен фактор во одлуките кои што ги носи опозицијата. Мене ако ме прашате, ја секогаш бирам дека ќе одиме на сценарио на спасување на кожата. Според тоа, ние ќе влеземе во вториот круг со прилична известност дека нема да имаме успешни избори. Во најблага форма тоа ќе биде бойкот, ќе видиме дали ќе биде тоа јавен или скриен бойкот. Во полоша форма може да биде некаква ескалација на изборни нерегуларности, кои ќе видиме дали и во колкава количество ќе може да се изведат. Но мислам дека ние наскоро во вториот круг ќе сватиме дека не можеме да го ствариме цензусот, бидејќи де факто без учеството на опозицијата тешко дека ќе се постигне таква мобилизација за да во вториот круг биде избран кандидатот на власта со остварување на неопходниот цензус. Тоа значи дека Македонија влегува веднаш во криза, веројатно веќе после првиот круг, само ќе треба да видиме каков ќе биде изборот за однесувањето на опозицијата, а тоа значи и странците, и власта, и така натаму, бидејќи тој маневрски простор не е мал. Како што гледате, паралелно со изборите се преговара за СЈО, како што гледате, тие преговори се повеќе се водат за затворена врата, како што гледате, веќе е пуштена во опција варијантата Ѓорѓе Иванов да помилува. И немојте да имате никаква резерва дека тука некаков закон нешто ќе решава. Значи, ако се реши да се аболира, тоа има да се аболира, па после ќе има толкувања, како што и во претходните 5 наврати тоа го доживувавме, вон закон, вон устав и така натаму, тоа ќе се направи. Сакам да кажам, се води една валкана кампања во оваа коректност за која што некој мисли дека е на сцена, иако ја мислам дека влеговме во последните 10 дена во прилично, особено од страна на опозицијата, знаете, кој ќе слушнам тоа крва и раце, кој ќе слушнам режими во смисла на диктаторства, картели, криминални и така натаму, се е тоа една, можеби, малку поескалирана политичка реторика која што
може да се толерира во изборни цели. Меѓутоа, ако тоа ќе го споредите со можноста да тоа биде подготовка за нешто што ќе следува во вториот круг, мене ми се чини дека е многу голема веројатност дека ние ќе имаме незавршени претседателски избори, кои што ќе видиме како ќе се одвиваат зад сцената. Тоа значи со сите овие преговори што се во тек. Тоа значи дека ќе направиме голема штета врз правната држава. Потоа дупло ќе ни се одрази врз нашите преговори со Европската унија и ово очекување на извештаите на ЕУ и така натаму, која се приказна за посебна конференција за која немаме време. Но ние ем ќе имаме оштетени избори, ем ќе имаме руинирана правна држава, бидејќи тие преговори не можат никако поинаку да завршат, особено ако се има предвид овој Зоран Заев, кој е еден лидер кој што е подготвен на се, само за да постигне некаква проектирана цел кон која што ја тера политиката, и тоа е еден продуктивен начин во смисла на целта, но е еден крајно непродуктивен начин во смисла на политичката вредност и политичките вредности кои потоа се одразуваат врз општеството, меѓу другото и со оваа големо ниво на цинизам и демотивираност кај луѓето дури да учествуваат на избори. Така што јас би му препорачал на господинот Дерковски да почне да се прават сценарија што правиме после вториот круг. Има разлики во толкувањето на Уставот, затоа што нема да биде јасно дали ќе одиме на продолжување на неуспешни избори или ќе почнеме нови избори од ново. Тоа значи дека ќе има разлики од термините колку ќе трае паузата, дали ќе биде 40 дена, 6 дена, 2 месеци, 5 месеци, Господ знае. Потоа ќе има толкување дали они ќе останат како изборна комисија или ќе треба да се формира нова. Па ќе има толкување дали не треба да се искористи периодот да се смени законот изборен, бидејќи сите констатираме дека е лош и така натаму. Па дали може да биде Талат Џафери председател ВД уште 6 месеци, година дена, 3 месеци и така натаму. Значи, мојата за жал прогноза, која се обидувам да ви ја кажем без многу афектирање на ситуацијата. Јас сум инаку либерал по верување и ова што го говори госпожа Силјановска не ми е блиско и тоа се разбира очигледно од мојата новинарска работа, немам јас со тоа никаков проблем, но дури и без таква една, да кажем, политичка позиција, работите не одат во правец на успешно завршување на изборите, освен доколку опозицијата не успее да се надмине себе си, во смисла на своите некакви персонални политички интереси, доколку странскиот фактор, што инаку не верувам, бидејќи на странците Македонија веќе ние уште живееме во илузија дека Балканот е нешто важен и така натаму, мислам дека тоа повеќе не е случај одамна. Така што не верувам дека и тие ќе имаат некакви механизми, особено со оглед на изборите во Европа и со новата комисија со која ќе се соочиме наскоро во Брисел. Ние одиме кон политичка криза за која ќе видиме како ќе разрешуваме веќе за 4-5 недели од сега. И во таа смисла мислам дека е исклучително важно што институциите досега функционираат добро, бидејќи на крајот на криштата, без разлика на сите политички кризи, најважно е институциите да функционираат, оти тие се рбетот на политичкиот систем. А политичарите, валкано, невалкано, вака, онака и така натаму ќе дојдат до некакви договори кои сите ние ќе бидеме потоа во ситуација да ги коментираме, критикуваме и на крајот може би да ги прифатиме. On this light note, нема многу, мислам, ова не е ни оптимизам, ни песимизам, ја избегнувам такви радикални позиции, ова ми се чини дека е прилично едно реално сценарио како ќе се одвива ситуацијата. Благодарам. Цивил медија.